Слово 28. За мајката на добродетелите, светата и блажена молитва и за живеењето во неа со умот и со телото. Според природата, молитвата е сопостоење и единство на човекот со Бога. Според дејството, таа е одржување на Вселената, помирување со Бога, мајка на солзите и нивна ќерка истовремено, смилостивување на гревовите, мост со кој што се преминува преку искушенијата, панцир кој штити од секоја мака, разбивање на демонските напади, служба на ангелите, храна на сите безтелесни, идно радување, бесконечен подвиг, избор на добродетели, причинител на благодатните дарови, невидливо напредување, храна за душата, просветлување на умот, секире за очајанието, потврда на надежта, ослободување од тагата, богатство на монахот, ризница на тихувателот, смалување на гневот, огледало на духовниот напредок, показател на духовната мера, откривач на духовната состојба, предскажувач на идните добра, предзнак на вечната слава. За оној кој што вистински се моли, молитвата е суд Господов, судење пред престолот негов пред страшниот суд. Да станеме и да слушнеме што громко ни говори оваа света царица на добродетелите. Дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. Земете го јаремот мој на себе и ќе најдете спокој за душите ваши и исцеление за раните. Зашто јаремот мој е благ и лековит за големите гревови. Спореди Матеј 11 стихови од 28 до 30. Ние кои што сакаме да му се представиме на оној кој е цар и Бог и да разговараме со него, не смееме да тргнеме напад неподготвени. За онсто гледувајќи оддалеку дека го немаме пропишаното оружје и дворска одора, да не нареди да не врзат и фрлат далеко од лицето негово, а нашите молби да ги искинат и да ни ги вратат назад в лице. Кога одиш пред Господа, ризата на твојата душа нека ти биде сета проткаена со нишките на незлопамтењето. Инаку молитвата нема ни малку да ти користи. Твојата молитва нека биде сосема едноставна. Митарот и блудниот син со еден збор се помирија со Бога. Спореди Лука 18:10 и 15:11. Стоењето на молитвата наизглед е секогаш исто. Всушност, има тука големи разлики и степени. Едни му приоѓаат на Бога како на пријател и господар и му принесуваат песна и молење не за себе, туку за помош на другите. Други бараат духовно богатство и слава и поголема милост пред него. Некои бараат Бог наполно да ги избави од нивните соперници. Некои пак го молат за некое достоинство. Други молат целосно да им се простат долговите. Некои молат за избавување од робството, а други за избавување од секоја вина. На хартијата на нашата прозба да ставиме пред се искрена благодарност. На второ место, нека дојде исповедањето и потиштеноста во чувството на душата. Потоа го изнесуваме пред царот на се нашето барање. Овој начин на молитва е најдобар, како што Господ преку ангел му објави на еден брат. Ако кога и да е си одговарал пред овоземен судија, ќе имаш пример како да се држиш на молитва. Ако пак самиот никогаш не си излегол на суд или не си ни видел воопшто како изгледа судско испитување, научи се барем на примерот на болните кои што својот лекар, кој се подготвува да ги гори и сече, го преколнуваат да ги поштеди. Во својата молитва немој да употребуваш превиспрени зборови. Често простото и еднолично пелтечење на децата му било најугодно на нивниот Отец кој е на небесата. Немој да настојуваш да зборуваш многу, за умот да не ти се расејува со барање зборови. Еден збор на митарот го смилостиви Бога и еден збор полн со вера го спаси разбойникот.
Многу говорливоста во молитвата често го разлева умот и го претава на мечтаење. Наспроти тоа, скромноста во зборовите најчесто е во состојба да го собере. Потруди се да се задржиш на оној збор од молитвата кој што во душата ти предизвикува особена сладост и умиление. Тогаш и твојот ангел чувар се моли заедно со тебе. Не биди премногу слободен во својата молитва, макар и да си стекнал чистота. Напротив, пристапи му на Бога со големо смирение, па ќе дојдеш и до поголема слобода пред Него. Моли се за прошка на гревовите дури кога ќе се искачиш на врвот на добродетелите, зашто чуј што вели Павле за грешниците, од кои првиот сум јас. Спореди прво послание до Тимотеј 1:15. Храната обично се подготвува на масло и се зачинува со сол, а целомудрието и солзите и даваат крила на молитвата. Ако сиот се облечеш во кроткост и неглевливост, нема уште многу да се намачиш, својот ум да го ослободиш од робството. Додека не ја стекнеме вистинската молитва, личиме на оние што ги учат децата да одат. Бори се да ја приврзаш својата мисла за зборовите на молитвата или подобро да ја заклучиш во нив. И ако се случи заради твојата детска слабост, твојата мисла да се умори и да падне, воведи ја повторно во зборовите на молитвата. Непостојаноста е својство на човечкиот ум. Но оној кој што се може да утврди, може и нашиот ум да го направи постојан. Ако истрено се подвизуваш, и кај тебе ќе дојде оној кој што ги одредува границите на морето, на умот човечки, и ќе ти каже во твојата молитва: ќе дојдеш овде и натаму нема да преминеш. Спореди Јов 38:11. Духот не можеш да го врзеш. А каде е создателот на духот, се укажува на подчинување. Ако некогаш си можел да гледаш во сонцето, ќе можеш и со Бога да разговараш како што треба. Како можеш да го употребиш вистинскиот збор со оној кого што не си го ни видел? Почетокот на молитвата се состои во тоа помислите што пристапуваат да се одбиваат со кратки зборови во истиот миг штом ќе се појават. Средината е во тоа разумот да биде само во она што се говори или мисли во молитвата. Совршенството на молитвата е незапирлив двиг кон Господа. Радоста која што во молитвата ја доживува монахот кој што живее во опште житие е нешто сосем поинакво од радоста на оние што се молат во безмолвие. Зашто во првата можеби има и малку гордост, додека втората е преполна со смирено умие. Ако постојано го вежбаш својот ум да не се оддалечува, тој дури на трпеза додека јадеш ќе биде во твоја близина, а ако непречено лута, никогаш нема да биде со тебе. Великиот подвижник на великата и совршена молитва вели: повеќе сакам да кажам 5 збора со умот и така натаму. Спореди прво послание до Коринтијаните 14:19. Но тоа не им одговора на луѓето кои што во духовен поглед се на степен на деца. Заради тоа тие, како несовршени, треба да внимаваме не само на квалитетот на молитвата, туку и на нејзиното количествено умножување. Преку ова второто се доаѓа до првото, зашто вели: чиста молитва му дава на оној што усредно се моли, па макар и нечисто и со мака да се моли. Едно е валкањето на молитвата, друго разорувањето, а трето порокот. Валкањето се состои во тоа што човекот, стоејќи пред Бога, се занимава со одвратни мисли. Разорувањето во робувањето на непотребните грижи. Подкраднувањето во лутањето на мислите кое што тој и него чувствува. Порок е прифаќањето на секој прилог, тоест помисла, што му се приближува токму за време на молитвата. Ако во времето на молитвата не сме сами, да се помолиме во себе. Ако не се присутни сожителите на пофалбите, можеме при тоа да се молиме и на видлив начин. Кај несовршените, умот најчесто им се прилагодува на телесните дејства. Сите, а особено оние што доаѓаат за да примат од царот прошка за долгот,
треба да имаат во себе неискажливо голема смиреност. Додека уште се наоѓаме во затворот на страстите, да го слушнеме оној кој што на Петар му рече: опаши се со ризата на послушанието, слече ги од себе своите желби и без нив, гол, пристапи му во својата молитва на Господа. Неговата и само неговата волја повикуваја, па ќе го примиш Бога, кој го држи кормилото на твојата душа и со тебе управува сигурно. Станувајќи од светолюбието и сластолюбието, отфрли ги грижите, слечи ги од себе мислите, откажи се од телото. Бидејќи молитвата не е ништо друго, туку отиѓување од видливиот и невидливиот свет. Што има на небото? Ништо. И што освен тебе посакав на земјата? Ништо. Освен тоа, во молитвата никогаш да не се одвојувам од тебе. Едни сакаат богатство, други слава, трети имот. А јас единствено копнеам за да се прилепам за Бога и на Него да ја положам надежта на моето безстрастие. Спореди Псалм 72, стихови од 25 до 28. Верата и дава на молитвата крига. Без вера молитвата не може да летне на небото. Да му се молиме истрено на Господа, о грешни луѓе. Сите безстрастници, пред да достигнат безстрастие, најнапред беа страстни. Иако не се плаши од Бога, сепак душата која што преку гревот станала вдовица и отпаднала од Бога, судијата ќе ја одбрани од нејзиниот соперник, телото, и од нејзините злосторници, демоните, со оглед дека толку настојува пред него. Како некој добар трговец, Бог благоразумните души ги привлекува кон својата љубов со брзо исполнување на нивната молитва, а неразумните души, пците, он со глад и жед кон исполнувањето на посакуваното ги воспитува да бидат постојано покрај него во молитвата, зашто неблагодарниот пес, штом ќе добие парче леб, се оди од оној што му го фрлел. Немој да велиш дека ништо не си стекнал ако во молитва поминуваш доста време, а не гледаш никаков плод. Добивка е веќе тоа што се молиш. Какво поголемо богатство и би требало од тоа да се припиваш за Господа и да живееш во непрестајно единство со Него? Осуденикот не се плаши од изрекувањето на пресудата за него, колку ревносниот молитвеник од мигот кога треба да застане на молитва. Кој е мудар и остроумен со самата помисла на молитвата може да разбие секаква навреда, гнев и грижа, и немир, и мака, и пријадување, и искушение, и нечиста помисла. Со непрестајна молитва во душата, подготвувај се за стоење на молитва, па брзо ќе напредуваш. Сум видел како монасите кои што блеснале како звезди во послушанието и кои што според своите сили не престанувале да мислат на Бога, загосподаруваат со својот ум и пролеваат вистинска река од солзи штом ќе застанат на молитва. Преподобното послушание ги подготвило за тоа. Молитвата во голема заедница е проследена од заробување на мислите и расејаност. Во осама не е така. Но тука унинието ја попречува молитвата, а таму ревноста ја потпомогнува. Дури во војна се гледа колку војникот го сака својот цар. А љубовта на монахот кон Бога се открива за време на молитвата и богослужењето. Твојата молитва ќе ти ја открие состојбата во која што се наоѓаш. Богословите велат дека огледало за монахот е молитвата. Кој продолжува да работи и кога ќе настапи времето за молитва се изложува на подсмев на демоните. Целта на крадците е непрестајно да ни го подкраднуваат времето. Не одбивај да се помолиш за човек што ќе те замоли за таа услуга, без оглед што уште не си го стекнал дарот на молитвата. Верата на оној што ја бара твојата молитва го спасува често и оној кој што тајно се помолил за него. Не превознесувај се ако молитвата за другите ти биде услишана. Тоа го направила нивната вера. Учителот од секој ученик секојдневно без исклучок бара одговор за се што дотогаш учел. И од секој ум, Бог во секоја молитва бара да ја покаже силата што ја добил од него. Затоа треба да се внимава.
Штом почнеш трезвеноумно да се молиш, веднаш во тебе ќе се појави гневливост. Тоа е и целта на нашите непријатели. Секоја добродетел, а најмногу молитвата, треба секогаш да ја твориме со многу усредност. Душата се моли усредно кога ќе се издигне над секој гнев. Она што е стекнато со многу молитви во текот на многу години, останува трајно. Кој го стекнал Господа, повеќе нема да се труди да го пронајде својот збор за молитва. Тогаш во него духот се моли и за него со воздишки неискажливи. Спореди послание до Римјаните 8:26. Не примај никаква сетилна представа на фантазијата за време на молитвата, за да не го изгубиш умот. Сведоштвото за бараното се објавува на молитва. Сведоштво е ослободеноста од сомнеш. Сведоштвото е неоспорлива увереност за непознатото. Трудејќи се ревносно околу молитвата, биди и милостив. На тој начин монасите стократно ќе го примат она што им следува во животот што иде зад овој. Огнот на љубовта ја воскреснува молитвата што се вселила во нашето срце. А кога оваа ќе воскресне и ќе се вознесе на небото, тој оган слегува во ќелијата на нашата душа. Некои велат дека молитвата е подобра од сеќавањето на смртта, а јас ги прославувам двете суштини во едната ипостас. Што подолго трча, добриот коњ повеќе се загрева и ја забрзува трката. Под трка го подразбираме пеењето на светите песми, а под коњ храбриот ум. Таквиот подвижник уште подалеку ја чувствува борбата и бидејќи подготвен, останува непобедлив. Страшно е да му се одзема на жедниот водата од пред уста. Уште пострашно е душата која што со умиление се моли да ја оттргнуваш од толку посакуваната молитва пред да ја заврши. Не прекинувај ја молитвата се додека не видиш дека огнот и водата по Божјата промисла те напуштиле. Може би цел живот нема да ти се пружи таква можност за прошка на гревовите. Честопати оној кој вкусил од вистинската молитва може да го извалка умот и со еден единствен недоличен збор. Кога потоа ќе застане на молитва, повеќе нема да го најде она по што копнее. Едно нешто е постојано да го надгледуваш срцето, а друго да бидеш епископ на срцето со посредство на умот, кој што како началник и архиереј му принесува словесна жртва на Христа. Влегувајќи во душата на првите, светиот и небесен оган, како што вели еден од оние што го добие името Богослов, ја спалува сета нечистотија што заостанала во неа. А вторите пак ги просветлува сразмерно на постигнатото совршенство. Истиот оган се нарекува и оган кој спалува. Спореди пета книга Мојсеева 4:24. И светлина што просветлува. Спореди Јован 1:9. Затоа некои заминуваат од молитва како да излегуваат од вжарена печка, чувствувајќи олеснување од некоја нечистотија и вештество, а други пак како озарени од светлина и облечени во двојна облека на смирение и радост. Оние што излегуваат од молитва, без макар едното од овие две дејства, се молеле всушност телесно, да не речам еврејски, а никако духовно. Телото што стапува во допир со друго тело, го трпи неговото влијание и се менува. Како тогаш да не се измени оној кој што со непорочни раце се допира до телото Божјо? Кај нашиот седобар цар може да се види по нешто што е видливо и кај еден овоземен цар. Он понекогаш самиот, понекогаш преку пријателите или преку слуѓите, а понекогаш и по непознат пат им дава награда на своите војници, сообразно на тоа колкаво е нашето смирение. На овоземниот цар одбивен му е оној што стои пред него и одвраќа главата од него, разговарајќи со непријателите на Господарот. Така и на Господ му е одвратен човекот кој што стои на молитва, а прима нечести помисли. Тој пес што ти приоѓа избркај го со оружјето на молитвата. Колку и да е дрзок, не отстапувај пред него. Барај со солзи, барај со послушание,
чукај со долготрпение, зашто кој така моли добива, и кој бара наоѓа, и кој чука ќе му се отвори. Спореди Матеј 7:8. Внимавај да не се молиш за жени непромислено, за да не бидеш подкраднуван оддесно. Не треба да ги исповедаш телесните гревови онака како што се извршени во подробности, за самиот себе си да не се наведеш на искушение. Времето за молитва нека не ти биде време за разгледување на нужните, па макар и на духовните нешта, инаку ќе го изгубиш по доброто. Кој непрестанно се подпира на стапот на молитвата, нема да се сопне. А дури и тоа да му се случи, сепак нема сосема да падне, бидејќи молитвата е побожното иронизирање на Бога. Ползата од молитвата ќе ја познаеме по пречките што не ги прават демоните за време на богослужењето. Плодот пак на молитвата ќе го познаеме во поразот на непријателите. По тоа познав дека ми посакуваш добро, зашто непријателот мој во време на борба нема да се зарадува над мене. Спореди Псалм 40:12. Повикав, вели псалмопејачот, од сето свое срце. Спореди Псалм 118:145. Тоест со телото и со душата и со духот. Спореди прво послание до Солуњаните 5:23. Зашто каде што двајца од последните се собрани, таму и Бог е меѓу нив. Спореди Матеј 18:20. На телесните и духовните дарови не се еднакви кај сите луѓе. На некој повеќе им одговара брзо, а на некој побавно пеење. Првите се борат со заробувањето на помислите, а вторите со незнаењето. Ако безпрестан го повикуваш на помош царот, секогаш кога ти се приближуваат непријателите, биди спокоен и нема многу да се намачиш. Тие сами од себе веднаш ќе отстапат од тебе. Бидејќи демоните не сакаат да видат како со молитвата добиваш победнички венец за борбата со нив. Освен тоа, тие ќе мора да побегнат, зашто молитвата ги гори како оган. Биди секогаш храбар и Бог самиот ќе те научи како да се молиш. Невозможно е со зборови да се научиш да гледаш, зашто видот е природен дар. Ни убавината на молитвата не може да се свати само врз основа на она што ни го кажуваат за неа другите, бидејќи таа самата во себе има учител за неа. Бог кој го учи човекот на знаење, кој му ја дава молитвата на оној што се моли и ги благословува годините на праведникот. Спореди Псалм 93:10 и Прва книга Царства 2:9.